Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Тоа едноставно не е можно. О, да, можно е. Види, тој може да оди. Може би има некој сличен на него. Јас сум сигурна дека е тој. Тој беше 40 години сакат, а сега може да оди. Зар тоа не е чудо? Никогаш не сум видел нешто како ова. Види колку е среќен. Толку е среќен што скока од радост. Вистина е, тој одел и скокал и го славел Бог. Луѓето се загледале во него и во Петар. Зошто гледате во нас како ние да направивме овој сакат човек повторно да оди? Исус го направи тоа. Верувањето во Негово име може да направи чуда. Денот всушност почнал како сите други денови. Напладне Петар и Јован отишле во храмот. Тоа било нивна навика, молење секој ден во храмот во 3 часот. Кога се молиш ти? На влезот тие биле задржани. Еден сакат питач им ја подал раката. Не одминувајте ме. Имајте милост кон мене, ве молам, дајте ми пари. Петар и Јован го погледнале питачот и Петар рекол: Немам ни сребро, ни злато. Не сум богат. Но тоа што го имам, ти го давам. Во името на Господ Исус Христос стани и оди. Тогаш Петар го фатил за раката и му помогнал да стане. Се случило чудо. Нозете и зглобовите на човекот за миг станале силни и цврсти. Тој скокнал и можел да стои и да оди. Човекот не можел да верува. Бил повторно здрав. Одел, скокал и му благодарел на Бог. Пресреќен го славел Бог и сите кои го виделе го направиле истото. Исус сака да прави чуда во твојот живот. Верувај му. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!